Стоката која отсега ќе биде заплената од страна на македонските цариници, наместо да се уништува, ќе оди во рацете на сиромашните и настраданото население, соопшти денеска владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Ова е веста на денот, а сега следуваат и останатите содржини. Од 1 јуни дозволите за градба ќе се издаваат по електронски пат. Македонија ќе биде домаќин на Џифуни филм фестивал. Прв извештај од механизмот за наблюдување и реакција на медиумското известување при катедрата на УНЕСКО за медиуми. Беличенец и Тодорович презентираа проекти кои се дел од нивната кампања. Промоција на изборниот слоган на Дом "Избери зелено, диши слободно" преку улична акција за одржлив транспорт. Новиот софтвер за електронско издавање на дозволи за градба и SMS систем кој го промовираа ЗЕЛС и Министерството за транспорт и врски ќе започне да функционира од 1 јуни. Придобивките од новиот систем се повеќе кратни и за локалните власти и за граѓаните. Од 1 јуни дозволите за градење ќе се издаваат по електронски пат. Ова го овозможува новиот софтвер, што за таа намена го изготви ЗЕЛС во соработка со Агенцијата за електронски комуникации. Ако досега беа потребни 45 дена за да се добие дозвола за градба, со новиот систем ќе бидат потребни 15 дена доколку предметот е со комплетна документација. Преку новиот електронски систем ќе се врши прием на барањата за издавање одобрение за градење директно во дигитална форма. Целиот процес ќе опфаќа 4 чекори од доставувањето на барањето до издавањето на одобрението за градење. Председателот на ЗЕЛС Коце Трајановски оцени дека придобивките од новиот систем се повеќе кратни и за локалните власти и за граѓаните. Брзо и ефикасно поднесување на барањето за дозвола за градење од страна на граѓаните, тоест инвеститорите, без чекање на општинските шалтери и губење на дел од работното време. По 2, можност преку SMS пораки граѓанинот, тоест инвеститорот, да биде информиран во која фаза од постапката се наоѓа неговиот предмет. По 3, исфрлување на хартијата од употреба во процесот на издавање на дозвола, односно намалување на трошоците и за општината и за граѓаните поради издавањето на дигитални верзии на потребните документи. По 4, зголемување на транспарентноста и ефикасноста во работењето на општинските администрации. Увид во запазување на роковите и контрола на процесот. Дигитално поврзување на локалната власт со надворешните институции за добивање на мислења. И на крајот, сеопатност на процесот од државно и локално ниво. Лицето кое бара дозвола за градба ќе може комуналиите да ги плати по електронски пат, а по проверката на уплатата ќе добие одобрение за градење. Електронски ќе биде и впишувањето на објектот за кој се бара дозвола откако ќе биде изграден. Во тек на целата постапка барателот на дозволата ќе може да добие информации за текот на постапката преку SMS. Министерот за транспорт и врски Милијан Киевски истакна дека новиот систем ќе придонесе за поголема ефикасност на општините и на Министерството за транспорт, поголема транспарентност во постапката, но и потик за странските инвеститори. Цел на системот е следење на процесот на издавање на одобрение за градење, преку управување со процеси потребни постапки документи, како и нивно проследување до надлежни институции и сектори, а сето тоа да ги запазиме законските рокови. При изработката на новата електронска алатка за одобренијата за градење се користени искуства на Сингапур, а Македонија е единствена држава во регионот што ќе воведе таков систем. Воспоставувањето на електронското решение за издавање на дозволите за градба чини 200.000 евра. До 1 јуни ЗЕЛС на средби со граѓани и приватниот сектор ќе го презентира системот со цел прифаќање на евентуалните забелешки, а паралелно ќе врши обуки на администрацијата. Од 20 до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на филмскиот фестивал Џифуни. Бренд што Италија го гради 43 години и е високо рангиран меѓу низините културни производи. Македонија се очекува да ја посетат над 50 млади луѓе на возраст од 12 до 18 години, од 7 држави кои ќе проследат 15 на проекции на европски филмови. Андријана Димитриевска. Познатиот италијански филмски фестивал Џифуни филм фестивал ќе се види и во Македонија. Од 20 до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на филмскиот фестивал Џифуни. Овој фестивал е бренд во Италија и го гради 43 години. Се очекува при крајот на септември Македонија да ја посетат над 50 млади луѓе на возраст од 12 до 18 години од 7 држави кои ќе проследат 15 на проекции на европски филм и во текот на престојот ќе
учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнуваат нивната креативност и иновативност. Децата ќе гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат работилници и поставуваат прашања и коментираат до познати актери и режисери. На денешната пресконференција директорот на Филмскиот фонд Дарко Башевски изјави дека посебно му е драго што директорот на фестивалот Клаудио Губитоси одлучил брендот Джифони да го отстапи за Македонија без да се плати ниту едно евро. Почестени сме од ваквата голема доверба, бидејќи сите средби кои ги оствари господинот Губитози му влеале голема доверба дека Македонија може да биде регионален центар на Джифони, каде што секоја година ќе се собираат децата од регионот и ќе се случува концептот на Джифони кој што секоја година се случува во Италија. Филмскиот фонд ќе потпише 3-годишен договор со филмскиот фестивал Джифони, со што Македонија ќе добие целосен културен производ во насока на социјалниот развој на децата. Во текот на мај ќе се одржи ден на Джифони, на кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули македонската делегација ќе престојува во Италија. Иво Антов од Наше Мало на пресконференцијата истакна дека целиот тим ќе се потруди Македонија да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал. Инаку на фестивалот ќе учествуваат деца од две возрастни групи, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. На фестивалот извршен директор ќе биде Елена Величковска. Таа има 10 годишно искуство на фестивалот Джифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка на амбасадата на Италија во Скопје. След 10 годишно присуство на нашите деца во Джифони Италија, нас ни е конечно дадена можност да дел од таа магија на Джифони ја донесеме токму тука во Македонија и истата споена со енергијата на македонската детска популација да се обидеме да искористиме за да создадеме една наша Джифони приказна. После бројните средби на директорот Клаудио Губитози во изминативе неколку дена, конечно нашиот тим има неколку конкретни датуми кои што ќе бидат и такако важни за да се случи цела таа серија на активности кои што се планираат во текот на 2013 година. Со локалните фестивали во светот соработува и Джифони, а некои од нив целосно го преземаат брендот и плаќаат за него, како на пример Бразил и Катар, а Македонија е меѓу ретките земји кои бесплатно го добиваат брендот. Околу 286.000 пензионери денеска го добија ветеното зголемување на пензиите. На нивните сметки утринава се уплатени средства за февруарската пензија која е зголемена за 550 денари, линеарно за секој пензионер. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски изјави дека зголемувањето на пензиите е целосно вклопено во проекциите на буџетот за 2013 година. И оти пензионерите може да бидат спокојни дека секој месец ќе ги добиваат навреме пензиите покачени за 550 денари. Тој најави дека владата ќе продолжи со политиките за зголемување на пензиите и оти во 2014 и 2015 година се планирани нови покачувања доколку општите економски услови го дозволат тоа. Високата школа за новинарство и за односи со јавноста денеска го презентираше првиот извештај од механизмот за наблюдување и реакција на медиумското известување при катедрата на УНЕСКО за медиуми, диалог и заемно разбирање. Целта на катедрата на УНЕСКО е да се придонесе кон зајакнување на општествената кохезија, взаимното разбирање и интеркултурната комуникација меѓу различните културни групи. Томислав Атанасовски. Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во рамките на катедрата на УНЕСКО за медиуми спроведуваше мониторинг и квалитативна анализа на медиумското известување за партиско-политичката дебата и меѓуетничките прашања во периодот пред и за време на кампањата за локалните избори. Мониторингот треба да утврди дали медиумите самите се извор или предонесуваат кон разгорување на политички или меѓуетнички тензии. Медиумските содржини беа наблюдување од група обучени аналитичари, пошто истражувачки тим на Високата школа направи квалитативна анализа на текстовите. За анализите дебатираа и панел од експерти кои реакциите ги објавуваат во јавноста. Квалитативната анализа има за цел систематски да го идентификува медиумското врамување на партиско-политичките и меѓуетничките прашања во предизборниот период или начинот на кој медиумите суптилно ги селектираат, нагласуваат, исклучуваат и елаборираат различните аспекти на една тема. Денеска беше презентиран првиот извештај од механизмот за наблюдување и реакција на медиумското известување при катедрата на УНЕСКО за медиуми, диалог и заемно разбирање.
Во овој извештај се сублимирани оценките за известувањето на медиумите во периодот од 25 февруари до 3 март, со укажување на дел од релевантните меѓународни и домашни стандарди и со извадоци и илустрации на текстовите во кои се направени прекршување на тие стандарди. Аналитичарите алармираа за 257 текстови и прилози, а во квалитативната анализа беа фатени 83. Во наблюдувањето беа вклучени само професионални медиуми кои објавуваат дневно информативни содржини, а изборот е направен според гледаноста, читаноста и слушаноста. Од дневните весници Дневник, Вечер, Утрински, Нова Македонија, Фокус, Коха и Лајм, од радиостаниците Македонско радио 1, канал 77, Македонско радио 2, албански јазик, од ТВ станиците МРТ 1, МРТ 2, албански јазик, Сител, канал 5, Алфа, Телма, Алца Теми, ТВ24 и од онлайн порталите Курир плюс Инфо и Портал Б. Активностите на катедрата официјално започнаа во 2011 година и ќе траат 4 години со можност за продолжување. Билјана Беличанец и Владимир Тодоровиќ, кандидатите од редовите на ВМРО ДПМН за општините Киселавода и Центар, денеска истакнаа проекти кои се дел од нивните политички кампањи. Тодоровиќ најави ново проектирана населба во Маџермаало, додека пак Беличанец на средба со Сојузот на стопанските комори и истакна важноста од соработката на општината со бизнис заедницата. Елизапета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на Киселавода од редовите на ВМРО ДПМН Билјана Беличанец Алексич денеска уствари средба со представниците на Сојузот на стопанските комори, каде ја презентираше економската програма за локалните избори 2013. Беличанец истакна дека имала одлична средба со членовите на управниот одбор на Сојузот на стопански комори, притоа нагласувајќи дека општина Киселавода ќе биде отворена за соработка со бизнис заедницата. Нашата економска програма нуди огромни можности за забрзано темпо за решавање на сите проблеми, зашто постојано ќе се гледаат и резултатите, истакна Беличанец Алексич. Двете страни ќе гледаат да си ги задоволат потребите и локалната самоуправа и бизнис заедницата, додаде Беличанец. Ние како бизнис заедница бараме компетентна и стручна администрација која ќе биде насочена да биде сервис на бизнисот, значи да не услужува брзо и ефикасно како нас како бизнис, така и граѓаните, но пред се нас, пошто ние сме одговорни за економскиот развој. Кандидатот за градоначалник за општина Центар од редовите на ВМРО ДПМН Владимир Тодоровиќ најави изградба на инфраструктура, односно изградба на 10 улички во Маџермаало, со обезбедување на фекална канализација, водоводна мрежа, улично осветлување и урбана опрема. Проектот, како што истакна Тодоровиќ, ќе чини околу 100 милиони денари, а ќе биде од исклучителна важност за новите градби. Да подготвиме веќе целосна инфраструктура каде што новите градби веднаш ќе може да се приклучат на електрика, на водовод, на канализација. Вкупната инвестиција што ја предвидуваме со по овие улички, заедно со урбаната опрема и довршувањето на уредувањето на останатите јавни површини, таа ќе достигне со нашите предвидувања на 100 милиона денара. Изградба на нов современ пензионерски дом со сите потребни услови во населбата Злокуќани, најави кандидатот за градоначалник на општина Карпош од СДСМ Андреј Петров. Тој по денешната посета на домот за стари лица во Злокуќани изјави дека условите во кои живеат лицата во овој дом се многу лоши и според него не долекуваат на една урбана современа општина како Карпош. Локацијата нагласи дека е избрана во непосредна близина на парковско зеленило и реката Вардар. Изградбата според него може да биде по принципот на јавно-приватно партнерство и ќе чини околу 1 милион евра. Проектот најави дека ќе биде готов во периодот 2014-2016 година. Избери зелено, диши слободно е зборниот слоган на демократската обнова на Македонија за локалните избори, кој беше промовиран преку улична акција за одржлив транспорт. Освен изборниот слоган, партијата Дом ја промовираше и изборната програма која предвидува Скопје да прерасне во град со зелени општини во која слободно ќе се дише. Ивана Митковска. Демократска обнова на Македонија денеска преку улична акција го промовираше слоганот за локалните избори 2013. Избери зелено, диши слободно. Во текот на промоцијата, активистите на МОДОМ доделуваа зелени картони на совесните граѓани, кои користат јавен транспорт, велосипедистите и пешаците, а црвени картони на оние кои сами се возат со своите автомобили или со нивните возила, создаваат бучава и испуштаат поголемо количество издувни гасови. Нивната цел е да го направат Скопје град со зелени општини во кој слободно се дише. На символичен начин сакаме да апелираме на свеста на граѓаните
за поинакви начини на движење низ градот. На институциите да им укажеме на потребата од одржлив транспорт, а воедно и да ги промовираме нашите заложби и проекти за транспортот во Скопје. Во изборната програма Дом предложи проекти за воведување на зелена зона, односно рестриктивно движење низ централното градско подрачје на возила кои не ги исполнуваат минималните евростандарди за квалитет на дизел или за бензин горивата. Воведување поголем број автобуски линии со позачестен возен ред, претварање на централното градско јадро, така наречено мал ринг, во целосна пешачка зона, отстранување на сите возила од тротоарите, пешачките и велосипедските патеки, за слободен проток на пешаци и велосипедисти и изградба на зелени коридори, односно пешачки и велосипедски патеки преку кои пешаците, велосипедистите, ролерите и скејтерите ќе можат да се движат непречено до било која точка на градот, од Маџари, Ново Лисиче и Киселавода до Ѓорче Петров и од Водно Капиштец и Козле до Радишани, како и проект за ефтин и брз транспорт за граѓаните на Скопје преку зголемен број пунктови за изнајмување велосипеди во сите градски општини и нивно 24 часовно функционирање во текот на целата година, независно од годишните времиња. Демократската обнова на Македонија ги поддржува кандидатите за градоначалници од коалицијата за подобра Македонија, а своји советнички листи има во 7 скопски општини. Во општината Центар носител на советничката листа на Дом е Бети Дејанова, во Киселавода Дивна Видиник, во општината Ѓорче Петров Роберт Наумовски, во општината Аеродром Александар Ивчевски, во Газибаба Мирослав Богданов, во Бутел Златко Јордановски и во општината Карпош носител на советничката листа на Дом е Александар Ангјушев. Од следниот прилог информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Вечерва во Драмскиот театар од 20 часот се изведува представата За секого има по една театар комедија. Представата од Венко Андоновски во режија на Владлен Александров. Представата Животот е сон од Калдерон де ла Барка се изведува вечерва од 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар во режија на Владе Цветановски. Во градското кино Милениум имате можност да ги погледнете проекциите на филмот Хичкок од 20 часот и Љубов од 22 часот. Денеска е последниот ден од одржувањето на Проза Балкан, меѓународен фестивал на прозата, прв од ваков вид во Македонија во кино Фросина. На манифестацијата учествуваат 5 врвни раскажувачи од 5 балкански држави. На полноќ во клубот Midnight започнува забавата со South Park Band. Понатаму во вестите ќе гледате. Спорт. Реал Мадрид и Борусија Дортмунд се првите четвртфиналисти во Лигата на шампионите. Актуел, кој има најголеми шанси на Евросонг? Реал Мадрид и Борусија Дортмунд се првите четвртфиналисти во Лигата на шампионите. Повеќе информации околу спортот веднаш по рекламите.